тонот ви пречи, јас секогаш сум така погласовит, еве сега посмирено ќе ви објаснам. Колега Бочварски, Охрид Кичево го спомнав, бидејќи еден историски споменик на неспособноста на вашето работење. Затоа го спомнав Охрид Кичево. А за Прилеп Битола, кажано е, имаш изјава и министерот, и премиерот, и како одат работите на терен, дека во наредната година ќе биде пуштена едната делница. Истото е, напредуваат работите и за Гостивар Букојчани, Гостивар Тетово, сега се подпиша договорот и за Блаце, што вие толку години не успеавте тоа да го направите. Но, уште еднаш ќе кажам, вие добро знаете дека оние 4,5 милиарди денари средства кои се предвидени во овој ребаланс на буџет се за реализација баш на овие проекти, капитални инвестиции. И тоа вас ве боли. Вие тоа што не сте го работеле, што не сте го завршиле, го сработува владата на ВМРО ДПМН. Но колега Бочварски, кога веќе го спуштате нивото, еве со смирен, сталожен глас ќе ви кажам и за оние работи кои ги обвинувавте. Ја спомнавте нешто, клиничката болница во Штип. Клиничката болница во Штип можете да ја спомнувате како си ја вработивте жената и свеската без распишан јавен оглас, незаконски. Можете да зборувате дека немало средства или да се додаваат средства за, само секунда, ве молам председателке, за овие автопатишта 6 на број кои се градат во моментов од владата на ВМРО ДПМН, но додека сте биле градоначалник и потоа министер, и тоа како имало средства за семејните фирми Пелагонија инженеринг, Лукс, Доел, АД, на таткот и на чичкот и на фамилиарни фирми. Ние овде фамилиарни фирми, господине Благоје Бочварски, немаме. И затоа најдобронамерно ви кажувам. Треба образ, треба лице кој ќе се излези нешто да се бара и да се критикува. Вие, како бивш министер, кој требало да ги завршите тие проекти што не сте ги завршиле, немате образ да зборувате за реализација на проекти. Благодарам.